Благодарам, почитувана председателке. Имено, јас би сакал да го соопштам ставот на нашата пратеничка група и да го елаборирам зашто е таков. Ние и на оваа комисија ќе гласаме против за да ова законско решение продолжи да се имплементира во собраниска процедура заради две важни работи. Јас се сложувам дека ова е огромен проблем на кој што треба системски да му се пристапи и системски да се реши. Тоа е факт кој што е непобитен. И токму затоа и во образложението јас бев тој пратеник кој што предложи оваа точка да биде симната од дневен ред и до ден денес го мислам тоа заради тоа што аргументите кои што ги дав сметам дека се соодветно реални и дека тие се аргументите кои што одат во насока дека треба да се решат овие проблеми кои што ги кажаа колегите кои што се предлагачи на законот, но ако сакате да решите еден проблем, тогаш треба да имате системско решение кое што ќе ги задоволи сите засегнати страни и замолувам од овој закон да не се прави политика. Ако видите која е суштината и на тоа што го кажаа колегите, дека навистина ова е премногу проширено, дека граѓаните имаат проблеми и тоа е факт. Но исто така треба да бидеме реални за волја на вистината да кажеме дека тоа е факт бидејќи во последните 7 години сите оние здруженија кои што добиле лиценца и тоа не почитувајќи го законот и друштва кои што не плаќале никакви давачки према државата, едноставно биле тие кои што правеле хиперпродукција на отварање на нови вакви места кои што организираат приредување на игри на среќа и тоа е факт. За да може ова да се промени, ние како коалиција поднесовме автентично толкување на законот со кој што се укажа дека треба да се почитува во насока да сите друштва кои што постојат и организираат и приредуваат вакви игри на среќа треба да ги имаат своите лиценци согласно законот за игри на среќа. Такви во оваа држава постојат само едно кое што е државната лотарија, а внимавајте, при ревизијата во Министерството за финансии се откри дека сите оние друштва кои што внимавајте, кога ќе добијат лиценца, можат неограничено пати да ја мултиплицираат во објекти кои што и се блиско до училиштата и така натака, немале никакви основи за да ја добијат таа лиценца. Она кое што ние го направивме е прво преку одземање на лиценците на овие здруженија кои што повторувам незаконски работеле, кои што не давале никакви давачки, не ги исплаќале своите обврски кон државата, на тој начин веќе го сузбиваме ова хиперпродуктивност на ваквите игри на среќа. И тоа е во ред. Втората работа која што ќе се направи, Министерството за финансии и министерката Гордана Димитриевска-Кочовска на брифинг со новинарите извести дека ќе се направи ново законско решение кое што ќе биде системско, кое што ќе ги помине сите филтри во општеството за организирање на еден систем на игри на среќа кој што ќе даде одговор на сите прашања кои што ги имаат и политичарите, и приредувачите, и граѓаните, и агресивното рекламирање, и агресивното постоење на таквите институции под наводници и на тој начин да направиме еден систем кој што ќе биде регулиран и кој што ќе ги реши сите овие прашања. Затоа замолувам, навистина има премногу отворени прашања во овој сектор, да има и луѓе кои што имаат огромни проблеми со ова, но тие проблеми биле создадени од некој кој што не бил доволно дисциплиниран или да не инволвирам политика, тоа си е и докажано, имал некаков лукративен интерес. Да го тргнеме тоа на страна, да дадеме шанса во собранието да влезе еден системски закон кој што ќе ги реши овие проблеми. Затоа сметам дека вакво напишано законско решение, особено играњето со ниски страсти, зошто се поднесува, а воопшто не е така, не треба да помине во понатамошна процедура. Благодарам.